Здраво Македонија и добре дојдовте во уште едно издание на квизот Листа за 300 кој што можете да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се веќе подготвени и како и секогаш така и денеска прво ќе ги повикам победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домаќини. А денеска тоа се Дамјан и Сашо. Повелете. Дамјан, здраво. Здраво. Сашо, Здраво. здраво. Како сте? Одлично. Се е поголку ги имаш пари во джеб, така? Имавте шанса да освоите 300 евра, но освоивме 100 евра. Не е сума за занемарување, така за подценување. Има кој ќе одат, ќе ги делите или сите успеа во меѓувреме браче да ги извлече? Дека слушам на крајот кога рече по 50, да добре, танга ма викам во кола во меѓувреме да не успеи другите 50 да му ги згребеш, или не? Ќе видиме за тоа. Тие се за дома. Тие се за дома, за да се купи нешто, за да се почаст од другите. Шега на страна. За денеска подготвени сме? Да, спремни. Знаете дека имате нови противници, ќе треба повторно 2 лицитации, да добиеме доколку сакаме да одиме понатамо нека. Имаме нешто да додадеме или тоа е тоа? Тоа е тоа, ставаме се постава. Ги чувате зборовите, знам кога е пари, кога има тогаш. Со среќа во продолжение, денеска во улога на домаќини. Повелете во домаќинската кабина. А за да продолжиме понатамо, мора да ги најавиме и да ги запознаеме нивните противници денеска во улога на предизвикувачи Димче и Роберт. Повелете. Роберт, се чекувам, Димче, знам, по толку договарање. Роберт, драго ми е. Како сте? Да, супер. Добро, може вака само малце да се накосиме, така, за да не фатат камерите убаво да се видиме. Димче, ќе започнам од тебе, накратко да ни се представиш кој си, што си, од каде доаѓаш. Димче од Велес, женет, 2 деца. Женет и 2 деца, значи интересно по дома. Весело, колкави се дечињата? 23, 19. Деца ги омажили, ги ожени. Се шале. Како рече, 20 И 3 и 19. Одлично, машко девојче, девојчерки. Женско и девојче. Женско и девојче. Да се живи и здрави. Супер, те чуваат ли? Па, едино машко дом. Да, едино машко дом мора. И сега тоа е дискутабилно дали те чуваат или некако едино машка. Не верувам дека те чуваат. Роберт, ти да ни се представиш? Велес, женет, 2 сина јас. Ти 2 сина? Тебе те чуваат ли се новите? Добри си. Добри се? Така, как се се? 23 и 26. 23 и 26, машало и они големи веќе момци. Не ми изгледате дека имате толкави деца, сериозно. Млади и Младолики, ствар. Се на време сте направиле, не? Како што личи. Така, како што личи. Ја кај од дедо ќе бидам, кога ќе... Ама тоа е што е сега. Кој како си ја наредил работата во животот. За денеска како сме подготвени? Супер. Да. Вежбавме. Вежбавте? Одлично. Трема возбуда нешто? Малце? Има малку. Ке заборавиме, нистата сега кој ќе влезете во кабината, готово. Почуваме од таму и ќе заборавиме на се. Од вас барам само да ги слушате темите, доколку нешто не е јасно, да ме прашате и тоа е тоа. Договорено? Договорено. Со среќа во продолжение, Фала. ваше предизвикувачката кабина. Дамјан и Сашо, односно Димче и Роберт, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, треба јас да се погрижам, односно проверам дали сте работата онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме кабината на денешните домаќини, на Дамјан и Сашо, а Димче и Роберт, дали се слушаме? Да. Немаме некакви технички проблеми. така? Нема. По продолжение, ако имаме некаков проблем, веднаш да ми сугерирате за да можеме да го отстраниме, нели, за да не биде касно потоцна, да не се одрази на резултатот и уште еднаш ќе ве потсетам доколку нешто не ви е јасно или сметате дека не сте слушнали како што треба, да ме прашате. Со среќа, нека победи подобриот. Сега ќе исклучиме кабината на Димче и Роберт за да провериме кабината на Дамјан и Сашо. Како сте? Супер, одлично. Има разлика од таа кабина до оваа? Па, подобре тука. Место положбата само. Чувството е едноставно кога знаеш дека си домаќин, тоа е тоа. Имате нови противници, ете можете да ги видите, да ги запознаете вака преку стакло што се вика. Сега нека победи подобриот. Точно. Може да продолжиме понатаму? Може. Одлично. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, што значи може да продолжиме понатаму. Како и секогаш, така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи.
женски имиња што завршуваат со ина или ена. Извор, сајтот на Државен завод за статистика. Бараме женски имиња кои ги има во нашата држава и кои завршуваат со ина и НА или ена ЕНА, или кои се воведени во регистарот на Заводот за статистика без обзир дали се македонски, албански, турски, српски, ромски или имиња на останатите народи кои живеат во Македонија. Значи, вака да ви напоменам. Име како Сузана или Сузана би било погрешен одговор, затоа што завршува на Ана. Дамјан и Сашо, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Димчо и Роберт, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација, први со надавање започнуваат оние кои што се тековни предизвикувачи. Денеска, таа улога им припадна на Димче и Роберт. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Дамјан и Сашо, а Димче и Роберт, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 7. Стартуваме со 7. 10. 10. 13. 13. 15. 15. 17. 17. 20. 20. 1. 21. 23. 23. И 5. Две повеќе, 25. 27. 27. 30. Стигнавме до 30. 33. 33. 35. 35. 37. 37. Нека одговара. Да одговараат? Ајде да видиме дали ќе се исплати оваа стратегија. Дамјан и Сашо, ќе имате шанса сега да одговарате на оваа тема. Димче и Роберт, како поискусни, ве оставија вас. Како некои што имаат веќе паричка во джеп освоено. Темата беше женски имиња што завршуваат со ина или ена на крајот од името, нели? Како што рековме, треба да се поведени во регистарот на Заводот за статистика без обзир дали се македонски, албански, турски, српски, ромски или имиња на останатите народи кои живеат во Македонија. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Ангелина. Ангелина. Така е. Аземина. Аземина. Така е, Аземина точен одговор. Невена. Невена. Невена е точен одговор. Елена. Елена. Така е. Илина. Илина. Така е. Жаклина. Жаклина. Те чекам, леле, викам, ако заборавите. Кој ќе јаде ќотек дома? Жаклина, така е, Жаклина. Точен одговор. Лина. Лина. Така е. Тина. Тина. Така е. Нина. Нина. Така е. Нена. Нена.
Така и не е точен одговор. Добри сме, 10 имаме до сега. Дивче и Роберт, да не сакате да им помогнете? Може ќе им кажам 3. Не баш, а? 3. Добро. Имате време, размислете. Ајде, супер ви тргна. Аделина, Аделина. Така е. Ајде, Сашо. Христина, Христина. Така е. Кристина, Сестра на Христина. Да. Христина. Така е. Лена го кажавме? Како? Лена. Лена. Да. Не. Лена не е кажа. Епа, Лена, Лена. Така е. Филимена, Филимена. Точен одговор. од минимум од колку букви? Нема минимум. Од колку сакаш? Од 3, 2. Стигнавме до 15. Доста кажеме, ама имаме уште толку да кажеме, ајде. Малце поише од тоа. Времето почува да истекува, ќе мора да убрзаме малце. Ена, Ена. Ена, точен одговор. Така. Ена си завршува на Ена. И почува и завршува на Ена. Тоа е тоа. Кажи, Дамјан, што те мачи? Не размислувам. Да, слета. Ќе мора да почнам да бројам, Сашо. 10. Мислете вие, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Заглавивме малце со женските имиња. Добри бевме, устари кажавме 16, не е мала бројка, но ни фалеа уште 20-на, толку сакавме да го освоиме овој поен. Овој пат стратегијата на Димчи Роберт се исплатеше, но знаете дека ништо не е готово. Не се разочарувајте, не се деконцентрирајте. Може да дојде и до пресварт. Димчи Роберт, одлично одиграно. Прво учество во листа за 300. И ова ме потсеќа уствари како Дамјан и Сашо. Минатата емисија, минатиот квиз, вака како вас. Си седе. Да, па чекај, уште не е завршено, ќе видиме дали ќе седите. Барем сега за сега, седите и одмарате, ќе видиме за понатаму. Ама понекогаш и да седиш и да чекаш на грешка на другиот не е лесна работа. Така. Така понекогаш што позезнате. Честитки за првиот поен, но не се опуштете благодарам. премногу. Се може за миг да се промени за жал. Сега, пред да продолжиме понатаму со втората лицитација, јас да прочитам дел од оние женски имиња кои што завршуваат со Ина или Ена. Тука ги имаме Алина, Антонина, Валентина, Дафина, Деспина, Емина, потоа Ина, Ирина, Јасмина, Калина, Катерина, Клементина, Малина, Марина, Мартина, Мина, Николина, Нина, Тина, Фросина, потоа ги имаме Лена, Магдалена, Милена, Невена, Румена, Селена, Сена, Стамена и ќе се искористам да се поздравам оваа прилика и мојата сопруга Цена. Сега, драги гледачи, е време и за втората лицитација, односно второто надавање. А темата за истата гласи: држави во чие име не се содржи буквата Н. Бараме имиња на признати држави од Обединетите нации, од целиот свет, во чие име во наша транскрипција не се наоѓа буквата Н. Доколку името на државата е од 2 или повеќе зборови, буквата Н не смее да има во било кој дел од името. Дамјан и Саша, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Димчи и Роберт? Да. Се не е јасно, супер. Знаете дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. По првата одиграна лицитација, за жал во таква ситуација се наоѓаат Дамјан и Сашо. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Димчи и Роберт, а Дамјан и Сашо кога ќе имате понуда да слушнеме. 5. Започнуваме со 5, 9. 9, 10. 10, 13. 13, 15. 15, 17. 17, 20. 20, 27. 21, 23. 23, 25. 25, 26. 26, 27. 27, 29. 29. 30. Стигнавме до 30, 37. 31, И 2. 32. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде да видиме дали ќе вратиме со истиот камен. Тоа е тоа. Димчи и Роберт, сега ќе имате шанса, ништо не ви дадоа шанса да одмарате. Може би јас ви урочив, не знам. Ќе видиме, после ќе се договориме за тоа. Да. Имаме 32 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни имиња на држави во чие име не се содржи буквата Н, доколку сакаме да добиеме и оваа лицитација, а воедно да добиеме и денешната партија. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Може. Србија. Србија. Така е. Бугарија. Бугарија. Така е. Турција. Турција. Точен одговор. Египет. Египет. Така е. Мали. Мали. Така е. Конго. Конго. Оп. Не. Брзање. Гото. Многу ми е жал. Да бевме, може би да бевме кај парите во делот, ќе ви простев, ќе ви дадем шанса за поправен, но сега во оваа ситуација Дамјан и Сашо
Ке ме чекаа надвор пред телевизија доколку го направев тоа. Без брзање. Во продолжение, без брзање, супер подшавте, но ете, мал дефокуси, скапо не кошта. Но ништо не е готово. Баш напротив, мене целата оваа драма убаво ми излезе. Ки играме на пенали и пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе има шанса да освои убава парична награда. Тоа е тоа. Пред да продолжиме понатаму, само да ги прочитам дел од оние држави во чие име не се содржи буквата Н, 80 се такви во светот. Тука ги имаме Австралија, Австрија, Алжир, Барбадос, Бахами, Белгија, Белизе, Белорусија, Боливија, Бразил, Бугарија, Гамбија, Гватемала, Еквадор, Ел Салвадор, Еритреја, Етиопија, Израел, Јамајка, Камбоџа, Мавричиус, Мадагаскар, Малдиви, Мозамбик, Молдавија, Португалија, Русија, Тувалу, Турција, Хрватска, Џибути, Швајцарија, Шведска и така натаму, многу се како што реков. Сега, драги гледачи, подгответе се убаво, сместете се на вашето најудобно место, затоа што време е за пеналите. Пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе има шанса да освои убава парична награда. Затоа да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: зборови од песната "Ако умрам ил загинам". Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во народната песна "Ако умрам ил загинам" од Јонче Христовски. Сите такви зборови, па макар се разликувале за една буква, се сметаат за посебни зборови, но можете да ги кажете само еднаш. Уште еднаш ќе повторам. Ја бараме народната песна "Ако умрам ил загинам" која што има испеан Јонче Христовски, значи не други препеви. Дамјан и Саша, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Димче и Роберт, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Епа, време е за пеење. Први знаете дека со одговарање започнуваат оние кои што се текомни предизвикувачи. Денеска тоа се Димче и Роберт. Одговараат тие, па напоредно последни веднаш одговараат и нивните противници, се така додека некој не погреши. Димче и Роберт, дали сте подготвени? Да. Да го слушам првиот одговор, но пред да ми го кажете, морам и на едните и на другите ќе заборев. Зборовите од насловот не влегуваат во игра, да, затоа што се 3 непарен број за еден ќе биде нефер целата работа. Така. Повелете. Немој. Немој. Така е. Жалите. Жалите. Точен одговор. Вино. Вино. Така е. Руино. Руино. Така е. Напите. 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 Така е. Скршете. Скршете. Точно. Чашите. Чашите. Така е. Ајде да видам. Поп. Поп. Така е. Верни. Верни. И верни е точен одговор. Викате. Викате. Точно. Другари. Другари. Така е. Песна. Извини. Песна. Песна. Така е. Запејте. Запете. Точен одговор. Спомнете. Спомнете. И спомнете точен одговор. Мене. Мене. Така е. Останат. Останат. Така е. Оро. Оро. Ајде Оро да видиме. Така е. Спомени. Спомени.
Така е. Заиграме. 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 Или играме. Заиграме. За жал, нема ништо не е готово, Димче и Роберт, ќе ви кажам, доколку дека мрдераме, па ќе ви кажам. Само заиграме нема. Во оваа песна Лудувало. Лудувало. Лудувало, точен одговор, што значи победа за Дамјан и Сашо. Димче и Роберт, зборот кој што го барав и го каже заиграте. Заиграте, не заиграме и многу ми е жал. Сега ќе ја прочитам и целата песна, чисто да се да освежиме меморијата, нели да се подсетиме. Одлични надпреварувачи бевте. Не заборавајте дека ова ви е прво учество во листа за 300. Дојдовте малтене со една нога стапнати бевте тука за парична награда. Но тоа е што се случи. Без разочарување ве чекам во блиски дни повторно да ми се пријавите и да бидете уште еднаш дел од листа за 300. Сега веќе како искусни квизаджи. Да. Се ќе биде поинаку, верувам во вас. За жал, сега морам да ви кажам чао. Чао. Дамјан и Сашо, честитки до вас двајцата. Одлично одиграна партија. Бога ми се измачивте денеска со вашите противници. Цело време беше работава, повлечи, потекни навамо натаму, ама на крај, ете, среќата ви се насмеам на вас или знаењето, како сакате. И вие ќе бидете тие кои што ќе ми се придружат тука на главната сцена и ќе имаат шанса да освојат парична награда. Но, пред да продолжиме понатаму, да ви ја прочитам песната Ако умрам или загинам. Не се секирајте, иако оваа песна ми е една од ретките што сакам така да пеам. Ако умрам или загинам, немој да ме жалите. И ќе продолжам со читање. Напите се рујно вино, скршете ги чашите. Еј, верни другари, песна запејте, мене спомнете. Ако умрам или загинам, поп, немој да викате. Вие на гроб да ми дојте, оро да заиграте. Ако умрам или загинам, ќе останат спомени, што сум лудовало на младите години. Тоа е оваа прекрасна народна песна Ако умрам или загинам од Јонче Христовски. А сега, драги гледачи, време е да ги повикам Дамјан и Сашо да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Дали ќе освојат парична награда? Ќе дознаеме во продолжение. Останете со нас, се враќаме по рекламите. Дамјан и Сашо, добре ми дојдовте повторно тука на главната сцена. Денес имавме интересна партија. Се измачивте со вашите противници, мислам, Да. и они со вас, колку што и вие со нив, да. Ете, на крајот, вие завршивте тука на главната сцена, ќе имате шанса да си освоите убава парична награда. Минатиот пат успеавме да однесеме дома 100 евра, така? 100, да. Имавме шанса за повеќе, потоа кога ги слушавме одговорите. Ајде денеска да не биде така работата, важи? Се надеваме. Да се надеваме. Со спортот како стоиме вака во главно? Добро. Добре? Ајде ќе видиме за оваа тема, но пред да ви ја кажам темата, на брзинка само да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња, кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме она максимална сума. Во меѓувреме, за 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150 евра, за 12 точни одговори ќе се заминете со 200 евра тука и за 15 точни одговори ви следуваат 300 евра. Сега е време да ви ја соопштам темата, како што реков, поврзана е со спортот, па да се надеваме дека ќе имаме добар резултат на крајот. Драги гледачи, слушајте и вие добро, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема фудбалски репрезентации кои игра на последните 3 светски првенства во 2014, 2018 и 2022 година, кои не се од Европа и Јужна Америка. Бараме имиња на фудбалски репрезентации кои игра на последните 3 светски првенства во 2014, 2018 и минатата 2022 година, но кои не се од Европа или од Јужна Америка. Значи, бараме репрезентации од континентите Средна или Северна Америка, Африка, Австралија и Азија. Дали не е јасна темата? Може. Да. Ајде да видиме, Дамјан,
Кој ќе ја превземе иницијативата сега при ова одговарање? Оне човекот, така? Сашо? Значи ќе бараш пари од Дамјан денеска. Се сменија работите, готово. Не требаше долго за да се смени се. Супер, така треба да е. Дамјан и Сашо, кога ќе бидете подготвени, повелете. Египет. Египет. Египет има играно во 2018 година и прв точен одговор. Јапонија. Јапонија. Јапонија има настапувано и во 2014 и во 2018 и во 2022 година, што значи втор точен одговор. Австралија. 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 Исто како Јапонија, учесничка во 2014, 2018 и 2022 година, што ја прави трет точен одговор и првите 50 евра денеска ги освојуваме. Сега, одлучете што правиме за понатаму. Можете слободно да се зборувате, Дамјан, да не си шипкате во Гана. И 22 се Да, рачуна. 22, да. 14, 18, 20. Идеме понатака. Одиме понатака. Ајде. Мароко. 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 Били учесници во 2018 и 2022 година. Тоа значи Мароко е четврти точен одговор. Гана. Гана. Гана исто така две учества има на светските првенства во 2014 и во 2022 година. Точен одговор. Сенегал. И Сенегал. Сенегал. Учесник во 2018 и 2022 година, што ги прави шести точен одговор за 100 евра. Браво, Дамјан. Браво, Сашо. Мислете, сега веќе имаме убава парична награда, што може да изгубиме. Кој нели? беа на Африка, Азија, Од сите останати, освен Европа и Јужна Америка, тука ги имаме нели Средна и Северна Америка, Африка, Австралија, Средна и Азија. Северна. Мексико. Одиме понатака. Одиме понатаму. Ајде да одиме понатаму. Мексико. Мексико. Мехико. Андере. 2014, 2018 и 2022 учесници, точен одговор. САД. САД или Соединетите Американски држави. Учесници во 2014 и 2022 година, што ги прави осми точен одговор, кој ќе биде девети? Канада. 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 Последново. 2022 година учесници, така е. Што значи девети точен одговор за 150 евра, браво. Слободно зборете си, карете се слободно. Разбравете. Не сум си разбирал. Сауди Арабија, Јужна Кореја. Идеме понатака. Одите понатаму. Ајде, готово, договорено.
тебе ќе те гледам, Дамјан, кажи. Саудиска Арабија. Саудиска Арабија. Извини, во ова Не е финале проблем, не е она е проблем. газата гледам, така се постави тоа е. Саудиска Арабија. Учесници во 2018 и 2022 година на светските првенства, што значи 10-ти точен одговор. Јужна Кореја. Јужна Кореја. Јужна Кореја. Учесници во 2014, 2018 и 2022 година. 11-ти точен одговор. Иран. Иран. А пак си легна на брашното тато, како што кажа, така? Не, текнуваше со кој игра Се зезам. за важно. Нема веќе. Иран, учесници на сите три светски првенства, кои што ги баравме 14, 18 и 2022, што значи 200 евра се за вас двајцата. Со здравје да си ги користите, да си ги трошите сега. Размислете убаво, искрено, не би сакал да кикснеме и да ги изгубиме парите. Затоа видете, па од друга страна имаме само уште три. Чекај. Ама не е само. Ирлани, кои беа вани бе? Не е лани, туку 18. Бразилците се овие у Америка. Не, не е јужна. Ги зијаме толку. Ке толку? Толку. Одлично, честитки. Прво да ви честитам, а сега, кои три репрезентации би ги играле наредни? Коста Рика, не сме сигурни. Само момент, ајде да провериме, да видиме. Коста Рика ќе беше точен одговор, 14, 18, 2022. Потоа, Нигерија? Нигерија, само момент да видиме. Така и Нигерија точен И одговор. Јужноафриканска република. Само да видиме за Јужноафриканска Точно е, република. Не, Јужна. Само Јужноафриканска ќе беше грешки, ќе лиснеме тука. Среќа! Значи вака ги имаме од Африка: Алжир, брегот на слоновата коска, Гана, Египет, Камерун, Мароко, Нигерија, Сенегал и Тунис. Од Австралија и Азија ги имаме Австралија, Иран, Јапонија, Јужна Кореја, Катар и Саудиска Арабија. А што викаме Северна и Средна Америка, и тука ги имаме Канада, Коста Рика, Мексико, Панама, САД и Хондурас. Супер бевте, севкупно се 21 држава репрезентација, ние ги кажавме 12 добри. Одлично, уште еднаш да ви честитам. Со здравје да си ги трошите овие 200 евра, севкупно до сега успеавме да донесеме 300 евра за две учества. А што е поинтересно, нели, уште поважно, Уште имам ќе се да видам. дружиме и наредното издание, веќе утре, во великденското издание на Листа за 300. Не заборавете, драги гледачи, вечер во убаво да си поминете, да се одморите, а утре, како што реков, ќе се видиме во великденското издание на нашиот квиз. До тогаш, сега го станете со програмата на телевизија Сител и едноставно уживајте во животот и немојте никако да заборавите. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!